И све љубов, и све име делати, целе се љубе, и не стаци се смаши. Васко Ефтов имаше гостинче, јагне шилеđe од 6 мајки цицано. Невино. Абе вака, кога ги гледаш, значи стварно мислиш дека се светици и ти текне, или светци и ти текне на реплика на тој Джандарото тетовирање филмот кој им вика на затворенициве, им вика да бе, овде у затворов нема крадачи, овде се сите светци. Истата важи за Македонијава нашеј. Абе овдека ќе ги видиш вака на телевизија, абе метим тече од уста. Само после до новинарот еш, ова, она или до ова, кој ќе ги раскринка, кој ќе видиш од колку мајки имаат цицано и каде се све ухлебени, поврзани, умрежени, не знам како да кажам. Не се јагнево шилеđe, демек збрани некој свој сопруг, нешто пари од зид за зидани илјадници евра, некоја таква прича беше, појма неа. И ова на управо суден систем, на високо ниво. Муши управо во суден систем. Братов на муши професор, по право, по пичке си има. На сите страни, свежио, под контрола, абе максимално. Али овие за зиданиове пари од родителиве биле на овој кои што се земјоделци. Пошто биле работливи, имале хектари, ниви, итн. Работеле многу. И добро викаш, ајде, окей, не дека од земјоделие не може да се заработи некој која работи. Ја знам дека може и верувам дека може. Ако си домаќин, може. И повеќе пари правиле у минатото од земјоделие. Али после сваќаш, искачи информација, се каже дека овие родителиве што имаат преку 70 години, им текнало да отворат фирма за фотоволтаици на една од нивните ниви да ја пренаменат да направат тоа, појма неа, компанија за фотоволтаици кои што брзо потезно ја продаваат, од која прават, почне да работи. Луѓе, лудило. Ова, значи, ја мислам никаде го нема. Нејси. Демек, на одеднаш на мајкава земјоделка 70 кусур години текна, не, ова земјоделиева не е само не знам колку стотици илјади евра ми донесе. Не, одам на нешто појако, имам време у животов, малце се овие дај фотоволтаици фирм. У меѓу време, прво вискачи информација, тоест скандал излегува, дека професорка на Штипски факултет наплаќала 300 евра за оценка прелазна да даде на низини студенти и така натаму. По 300 евра си наплаќала. И сега истрагава треба да утврди колку пати по 300 евра наплаќала за оценка, дали некојаш биле 500 евра, дали некојаш биле 1000 евра, дали некојаш биле 100 евра, па не знам колку пати наплаќала тарифава, дали 200 пати има наплатено во кариера професорска, дали 100 пати, дали 5 пати. И тоа е многу битно да се утврди. Оти види сега 100 пати по 300 евра, тоа е се исто толку како овие таман пари за да ги зацидаш у сад плочки да ги ставиш. Да. Од мито. Не, 100 пати по 300 евра рецимо. Толку е. Таман кој тој овој со плочки бе со цидов. Исто, да, горе-долу. Арно, ама и викаш, добро, на Штипски една фатиле, добро. Сега пред ден-два искача дека исто студентка, овој пат не се каже на кој факултет. Или студент, не е ми текнел. За еден месец положuje 14 испити. За еден месец, повторувам, положuje 14 испити. Не се каже информацијата у тие порталите што објавија, не се каже за кој универзитет или факултет станува збор, што е според мене многу важно. Да се знае и нормално не се каже имево на студентов или студенткава иако е полнолетен. А ја мислам дека напротив треба неговото име да го знае цела Македонија и со гордост да го повторува. Зошто? Затоа што ја мислам дека Никола Тесла сега да го станеш од мртвите, да му речеш ај положи 14 испити на факултет за еден месец, ќе ти каже па добро, дали си ти нормален? Ја мислам дека така ќе ти каже.
Ај, ова е малку умрен Никола Тесла. Може некој од овие гениалци што се со IQ 1.300.000 да земете, рецимо овој, поима немам, тој Бил Гейтс, да го викне му речеш, дечки, ајбе, една игра да играме, 14 испити за еден месец да положиш на Македонски универзитет. Не негде тамо, Кембридж, на Македонски. Ајде да видим. Ки рече, дал си бе ти лут? Па ја за 3 испита не можам за еден месец да прочитам материјал, све што ќе ми дадат, за 2 испита не можам да прочитам. Еве, ајде, сум гениален, пошто е гениален Бил Гейтс, еве за 5 нека прочитам. Да стигне да исчита неколку книги од 5 испити и да иде да полага. Пошто е гениалец, ама 14? Луѓе, дајте го студентов со име и презиме, дајте го на сите телевизии со слика, насмејана сликава, со индексот, со 14 положени испити. Луѓе, значи ние имаме генije бе. Абе каков Никола Тесла? Абе Никола Тесла гомна со 2 раце да јаде. Абе ние имаме вундеркинд, човече. Па тој треба веднаш да се стави, појма немам. Не знам што факултетот тоа значи, не објавуваат. Ја би го ставил одма председател на држава, одма без избори, премиер би го ставил, одма. А ако некој со економија поврзан факултет, одма бре министер за финансии, не размишлям. 14 испити у месец дена. Некој да ги гледа, да ги слуша овие скандали од страна. Ја мислам дека ушите вака ќе му клапнат. Скроз нема да биде више свој. Па ние бре, добро е што излегуваат овие скандали. До сега замислете, ние не знаевме дека постоел гениалец со тако висок коефициент на интелигенција кој што положил 14 испита во еден месец. Излезе скандалот. А не многу одамна пред да излезе овој скандал, излезе со професор Канана Штипски, дека зимала мито за да дава оценки. Пред неколку години во времето на Грујо паднаа професори за мито познати на економски факултет. Ги знаете сите кои беа, кои што беа митаџи ала. Муаветов ми е. И сугерирам на министерката за образование, фино што ги открива скандали, што зборува за некакви реформи во образование. Но треба да знае дека без да ги открие, разоткрие ваквите појави, феномени, скандали во образовниот систем, поготово во високото образование, од реформите незини нема да биде ништо, доколку ова не се расчисти од прв до последен. Ваквите состојби, ваквите ситуации. Очигледно дека корупцијата не само во образованието општо, особено во високото образование, ја мислам дека е неколку повеќе кратно повисока од средното и основното. Мислам дека е повеќе кратно повисока. Отивамо се купуваат, изгледа се купуваат дипломи. На купче. Па тој бре 14 испити, гениалецот, ако положил за еден месец. Па тоа се појма немам, тоа се еве да одземеме 9, 3 месеци годишен летен одмор, нели, кога не работат универзитети или што и да е, 9 месеци по тамо колку е тоа, по 14 испита, тоа колку се? 120 кусур испити, така? 120 кусур испити. Да земете на еден факултет дека од прва година до четврта има појма немам 30 испити, тоа се 30, да кажеме, дека има некои факултети и помалци, мислам, имаат за 4 години, небитно, тоа се да кажеме 4 факултети годишно. Луѓе, дајте го на телевизија бе, гениалецо, ве молам, јас лично сакам да го запознам, да му ги измијам носете во леген и после да испијам водата од легенот. Луѓе, ние сме немале таков гениалец од постоењето на македонската држава, од Александар Македонски, мислам дека сме немале таков гениалец. Ова е, како да ви кажам, ќе фрли све живо на колена, треба да му се даде све у негови раце, он да води држава, он да прави све, нема друго. Значи, типов е способен 4 факултети да заврши у една година. Луѓе, кај најдете у светот друг таков, не постои. Шо сакав да кажам, па се префрлив на гениалецов, јас сум фасциниран од него. Дајте на оваа министеркава Весна за образование, значи тоа зборев. Можете, еве ви сугерирам, можете слободно да влезете со коњица
во славјанскиот факултет, како се вика тој таму Источна Македонија, кај се наоѓа, не знам, тој славјански, кај се наоѓа. Значи, слободно можете да влезете со коњица. Одма. Ја мислам дека нема да останете неизненадени. Моje мислење. Благо речено. Како што треба после коњицата да ја пренасочите према тето. Исто така. Оти овде, ја предпоставувам дека многу ќе ви се отвори работа. Многу. Мислам на коњицава многу работа ќе се отвори. Ептен работа ќе се отвори. Тоа е, мислам дека метастаза од мито и корупција во држава. Метастаза. Тоа, не знам како да ви кажам, ја мислам дека тоа Господ не може више да го расчисти. А да се прават реформи на една таква скапана структура, на едни такви скапани темели, е исто така многу глупо. Кои реформи ќе ги правиш? Какви реформи ќе правиш? Со тоа што ќе ги шалташ нешто просветниве работници, нешто ќе менјаш динамика на работа, систем на работа, не знам што. А што правиме со ова? Што правиме со ова? Оти знаете што се случува, така? Ваквите гениалци утре ќе земат, ќе дипломираат на 3 факултета, ќе земат 3 докторати, 6 магистратури. Арно, ама пошто дипломите им се купени од прва до последна, они знаат дека нема да бидат конкурентни на пазарот на труд било каде во светот, тоест прво нема да им ги признаат дипломите, второ ќе видат дека се дунстари, така што нивната шанса да успеат да направат нешто од својот живот и кариера, дали академска, дали било која друга кариера, е да останат овдека у Македонија. И они нивната шанса да успеат со купени дипломи е само овде во Македонија. Така што фино ќе се наместат на фини позиции. Знаеме како се мести у Македонија на фини позиции, како доаѓаш, па и да имаш купена диплома. Е сега, проблемот е, што овие со купениве дипломи, што полагаат по 14 испити у еден месец, ќе останат у Македонија затоа што никаде на друго место у светот нема да ги примат со таквите купени дипломи, а во меѓувреме најквалитетните македонци што ги имаме, у смисла на граѓани во држава, све што е квалитетно, странството ќе го собере, туѓината ќе ги собере. Па утре ќе ви третира ЗАП, инфекција на ЗАП, некој што ја купил дипломата на некој таков факултет, или што положил стоматологија, 14 испити у еден месец, да кажеме. Он ќе ви го третира опасно инфицирани од гангренозен ЗАП. Или рецимо ќе ви вади ЗАП. Или рецимо, не дај Боже, ќе ви отвара глава, гради, не дај Боже, ќе треба. Оти најдоброто си заминува од овдека. Затоа што најдоброто што останува овде, кој ќе му дојде оваа згурава човечка од ваквите универзитети, така наречени универзитети, која ќе му дојде таа згура од тамо, кој што ги купила дипломите и испитите, на тој што е квалитетен, кој ќе дојде у негова близина, па овој не е луд да се седи заедно со него, да го гледа како колега, да работи со него. Знае дека ќе се инфицира од него, од неговата неспособност. Како тоа, најспособниот го ставаш до најнеспособниот. Со тоа не го израмнуваш на некој начин, не повлекуваш некоја линија меѓу нив, на сличност. Па уште ако му дадеш моќ, овој неспособниот со купена диплома, да одлучува за работата, или, поима неа, за состојбата во фелата, во која што овој способниот, ете ви ситуација кај што способниот веднаш ќе замине. Кој ќе види дека овој Дунстеров одлучува за него како да го работи бизнисот, што да работи, како да прави, ме разбирате? Дека он, пример, од позиција на министер, неспособниот одлучува за овој способниот што и како треба да работи. Да кажеме тоа, сакав да кажам, ако некој не ме разбра. И нема да си одат, ќе си одат ангро, како стадо ќе си заминуваат. Значи, од шок у шок. А гледај ги овие на телевизија, како оваа, невинава, абе, мет им тече од уста. Мет им тече од уста. Што е бе тоа?
луѓе на највисоки функции у правосудниот систем да имаат умеѓу време приватни бизниси за фотоволтаици, за куровна. Нормално тоа све не е на нивно име. Не, да се разбереме тоа. Други родителите на Сната, родителите на Зето, братучедите на овој, стриковците на оној. Бе, шо сме ние, бе, људи? Шо сме ние? Што е ова, бе? Елдорадо ли е? 35 години, 35 години. Само да се крадело. Ние, самите, за овие 35 години ги избркавме најспособните од овдека. Самите ги избркавме најспособните, затоа што не се луди да стојат рамо до рамо со дунстериве, што купуваат дипломи, што полагаат 14 испити у еден месец. А не се идиоти. Тој што стоиш вистински што има висок IQ, што со труд завршил медицина, електротехника, машински факултет, курот на магарето. Неговата интелигенција не дозволува да биде ставен во ист кош, да биде порамнет со овој Дунстеров што купил диплома. Абе, одбива таква работа, бе, му се гади од тоа. Вика, готово е. Ја не можам да бидам во иста фела со овој идиотов што купува дипломи, кого не знае ништо. Затоа си одат луѓето, кога ќе го сватиме тоа. А нормално тие тудинците тоа и го чекаат. Дајте вие све, создадете кадри квалитетни, дајте ни вие најквалитетните. Ако вие сте вложиле пари у нив, ама се ние ќе си ги земе, ние ќе правиме со нив уште поише пари. А ете ви ги на вас тие џукелите што купуваат дипломи и тие професорите што ги продаваат оценките на овие џукели и кои што им ги продаваат и дипломите на овие џукели. И остануваат џукели. Држава на џукели станува. Пардон, и на светици, и на светци, што немаат врска. Не се они не знаат ништо, они тоа некој тамо, родители, нивни блиски, ама они каква врска имаат со блиските, со родителите? Каква врска, вика, имаше овој со Боки Тринеска? Нема никаква врска, па не седеле, не се знаат. Како, вика, не се знаат? Па нели живеевте 2 куќи од неговите родители вама у населба? Абе, лудило, а они не седнале, не се знаат. А иначе 2 куќи живееле тука у близина, на 2 куќи биле раз. Ама немаат поима кои се, што се, не се позна, не се виделе они бе. Абе кај ни не сме имале никако да се видиме. Ако тука сме на иста уличка живееме на 20 метри далечина, немаме поима кои се комшиви. Ја прв пат го гледам овој. Боже пази. Кого го правите луд бе? Абе зашто не правите луди вака сите бе? Абе срамота е више ова. Тридесет години, ја ти велам, министерке Весна, зимај полиција каква сакаш, влагај, провери и во Славјански, и во тие тетовските универзитети, влези сегде кај што има. Ја мислам дека Вилица ќе ви падне. Вилица ќе ви падне. Јеботе Бог. Ќе правиш деца, ќе ги пушташ на школо, ќе вложиш у нив, ќе плаќаш, ќе ги убедиш да учат, за да студираат утре нешто јако, за да завршат нешто јако, за да бидат квалитетни, конкурентни на пазар на труд, али устранство. Устранство. Затоа што овде гледаш какви ретардирани со 2 грама школо ти доаѓаат после тоа ќе заврши некаде, земал диплома 2017, 18, 19 на некој таков штипски, славјански, мавјански универзитет и го гледаш после тоа ти станува директор на некој јавно предпријатие, ти станува министер, ти станува ова, он ти диктира овој како да живееш, што да правиш, он ти предложува закони, ти ги извршува после тоа законите, ти предложува промени, ова не чинува, треба да се смени реформи, па после тоа законите што ќе стигнат според тие нови реформи направени, па ги спроведува, па тие баба матер, пошто има 2 грама школо. Замислете каква е таа, каков е тоа комплекс. Некој што ја знае азбуката до буквата Г, кој ќе добие 3 дипломи за 2 години на некој од овие универзитетиве ебени, и кој ќе дое на висока функција, кој ќе ти стане директор или министер, можете да замислите каков е тоа кик кај него. Па он мисли дека му е најголем. Најголем, туу го вие, сенегалци бе,
Ови од Конго гомна да јадат него колку му е голем. Најголем му е. Или обратно за женски аспект. Најубава е, нема тука, нема побава. Која е побава од мене? Која? Нема таква. И пуни такви комплекси ќе имебат матер на се што е квалитетно. Тоа не можеш ни медиокритети да ги наречеш. Тоа е ниво испод медиокритети. Тоа се не знам како да ви објаснам. Дури комплимент е да им кажеш аналфабети. Аналфабет значи неписмен. Ама и тоа е комплимент. Затоа што има луѓе неписмени кои што се нит се обиделе да купат диплома, нит се обиделе 14 испити да положат у еден месец, нит имаат амбиција таква. Они се добри, неписмени, а може и работливи. И може си работат поштено да си го заработи лебот да има што да јаде у тој месец. Значи неќам ни со таков комплимент да ги закитам дека се аналфабети неписмени. Ја не знам како да ги наречам тие луѓе. Не знам како да ги наречам. И нормално тие што им го прават кејфот да бидат токму такви и да профитираат утре од таа нивна ништожност. Може тоа е најточниот збор. Ништожници. Од ништо. Они се ништо. Значи они не се ни медиокритети, ни аналфабети. Они се ништо. Затоа се ништожници. И утре на такви ништожници, на таков ништожник, што завршил 14 испити еден месец, или што си ја платил оценката 300 или 500 евра на универзитет, ќе го туриш да биде министер или директор, ќе ти ебе матер. Ние сме биле сведоци у последниве 30 години, особено последниве 20 години. Кога ги читаат оние CV-а на усобранија на некои министри што стануваат министри на ова, министри на она, министри на ова, министри. Луѓе го читаат CV, на CV има 3 реда. А он министер го ставаат за вакво со 3 реда CV. Толку им се празни CV-ата, што има работи од типот од неговата биографија има работи од типот и станал на стара изнемоштена жена кога влегол во 20 кец у јавен превоз. До толку им се празни CV-ата, нема ништо, нив гледаш дека е тоа вештачки пополнувано, глупости пишува внатре. Ништо не направил животот, ама буквално ништо не завршил. Ке земе таа джукела што положила 14 испити у еден месец, ке земе утре за месец дена и ке магистрира и ке те докторира. А шо нема? А кој ке поверува друг сега дека он нема утре за еден месец да докторира и да магистрира? Тоест да магистрира па докторира. Еј, доктор на науки. Доктор на науки, ке кажете Тито. Далеку сме ние од времето на Тито. Одма да ви кажам. Тоа беше држава со сите стандарди. Држава по сите параметри. Држава со сите салтанати. Држава беше тоа. Од таа држава абортиравме 6 други или 7 државички у кои што джукели купуваат дипломи и полагаат по 15 испити у еден месец. Тито, знаете како се стануваше доктор на наука Југославија? Ако овие моја возраст памтат што се, и малце повозрастни. Ама овие помладиве што ме гледат, тие не памтат. Тие не знаат како се станувало доктор на науки. Доктор на науки, ти не можеше да станеш пред да наполниш 45 години. Не дека тоа го пишуваше у закон негде, мора да наполниш 45 па да станеш па да запишеш докторат. Не, мислам дека тоа не го пишуваш. Но таков беше системот. Такова беше хиерархијата. Таква беше можноста да растеш, да се развиваш. Да ти прво мора да стекнеш многу големо искуство, вклучувајќи животно искуство, не само академско искуство, па да некој да предложиш тема за докторат, па комисијата да ти ја прифати темата, па да ја почнеш процесот на докторирање кој што може да трае охохо. Па ако случајно некој станеше доктор на науки на 42 години или 40 години, тоа беше, како да ви кажам, тоа фамилијата негова креваше шатор у двор или у мало и викаше 1000 души со блек музика и тоа како свадба се прославуваше. Значи детево или девојкава, женава или мажов што докторирале на 40 или на 42 дека се они гениалци. Тоа значеше звањето академско доктор на науки. И доктор на науки кој ќе видеше на телевизија у некоја емисија викнат да збори за нешто за што му е него ова специјалност, ти го слушаше вака со отворена уста. Замајан.
Некои жени ќе веројатно такви доктори науки кои гледа од нас се заљубува во екран. Пошто знаете, она време на Тито беше нормално жените некако да се попалат на интелигенција кај мужите. На нивна на нивното образование, на нивните стекнати образовни степени. Знаете, имаше жени на начинот како они зборуваа, колку елоквентни беа, какви ерудити беа, какво енциклопедиско знаење има. У тоа време имаше и жени кои што ќе се попалеа кога гледаат вакви доктори на науки на телевизија. Што збори, знае, она почне да тече, да се влажни цела. Зашо ви зборам ја уствари сега, бе, људи? Зашо ви зборам, бе? За времето на Тито и за цурите кои што у тоа време се палеле на образувани момци, доктори на науки, курсе, тресе, шо ви зборам, бе? Живееме у општество на ништожници, на купувачи на дипломи, на продавачи на дипломи. И сакате држава, у меѓувреме тудинци ги земаат све што е квалитетно од тука. И што е најжално, нема родител што не им кажува на своите деца: учете, завршете нешто квалитетно да бидете конкурентни на пазарот на труд во светов. Утре моето дете да паѓа у депресија и да се нервира затоа што една ваков ништожник со купена диплома ќе се живува на него. Со купена диплома од Штипски, Славјански или не знам кој таму универзитет. Министерка Весна, извини презимето, у моментот од преска не може да ме текне, затоа со Весна само ти се обреќам. Зема ја коницата, влези по Тетовските, на Славјански, сегде у секој универзитет што постои држава, да туризам, да влези, слободно влези. Слободно влези. Ама со коница се влага тамо. Тамо веќе не е ситуацијата прво да дојде ова инспекција, ова. Не, коница цела. Влагаш натре, јуриш, блицкрик правиш. Мислам дека државичево на глава ќе се преврти од тоа што ќе најдете. И што е што се дешавало изминати 10-15 години. На глава ќе се превртат сите. Од ја знам за многу луѓе кои што на одредени од овие универзитети буквално си ги купија дипломите, а не знаеа ни што имаат дипломирано. Пошто нивната цел беше друго, животот и со друго се занимава, но им требаше таа диплома како еден вид на појма немам. Ајде така, да се види дека имаат бекап, дека учеле, појма немам. Стварно појма немам зошто. Предпоставувам, но ајде сега, зборејќи за тоа да не ги откријам ликовиве кои се од конкретно и од спортов и од ова и од она. Срамота, бе. Срамота. Да одиш да си земеш диплома, да не знаеш што си дипломирал, на кој факултет. Или да ти каже, абе, сега која земав дипломата, прочитав, ама се у моментов па не можам да ти кажам што имам дипломирано, на кој факултет беше, тоа имам заборев. А иначе прочитав која земав дипломата, додека траеше свеченост. Луѓи, ти утре твоите деца ќе ги оставиш со овие заедно на исто рамниште, у иста канцеларија да седат, иста работа да работат. И сите мутави се прават. Ја ви кажем, ние, Европска Унија, што нема да видиме. Тоа би сакал да бидам слушна, барем слушна. Од ја не сум никаков фактор у држава, ја немам никаква политичка моќ, ништо немам од тоа. Но би сакал барем малку да ме слушнат. Луѓе, единственава шанса да обстанеме како држава, ова се однесе на овие кои што се на власт. Единствената шанса да обстанеме како држава, да обстане овие тешки моменти, кога живееме под константни притисоци, закани за поделба на државата, за федерализација на државата. Единствена шанса е да ја дадете наредба на коницата да ја преврти држава на грб. На грб да ја преврти. Да излезе све што е труло у неа. Да исцицате секоја капка на гној што у неа. Да одсечете дури најмалата метастаза која што ќе остане после сечењето на големата метастаза. Све живо од корен да извадите. Тоа е шансата, инаку немаме шанса. И само така ќе ги задржите луѓето, младите да не си одат од овде. Барем тие квалитетните, тие идиотите така нема никаде да ги примат, кој што ове, тие така ќе ни останат овде. Идиотите ќе ни останат. Квалитетните е проблем што ќе си ги земат тудинците. Не знам што не е јасно тука. Како 35 години ова уште не ни стана јасно. Какви реформи? Не можеш ти реформи на метастазирана
на метастазирани темели да спроведеш какви реформи, тоа е само, како да ви кажам, тоа се само палиативни мерки, привремени нешто, мрц, шрц, у суштина е скапано, кога е нешто скапано, не можеш да го лечиш со, кога е нешто метастазирано, не можеш да му даваш андол. Тоа е андол, кога ти е све скапано другото. Судскиот систем, правосудниот систем, ова, она, тоа ги гледаш цели фамилии како изврзани како црева, испреплетени вака. И сите мутови, сите светици се прават, и светци. Крадачи нема, корумпирани нема. Али 100.000 евра задзидани за тлочки има. Од кај се, зашо се скриени? Од шесен бизнис е, од земјоделие се. Па не искачат земјоделие дека се од фирма некоја фотоволтаици шоп. Лудило. Луѓе, у највисоките структури на правосудниот систем, кај што им е плата преку 2000 евра, имаат потреба приватни бизниси да отвараат, да влагаат у разни комбинации, машнаревичи, да намалуваат пресуди за 4-5 години, пример осуда на 9, му намалиле на апелација да биде на 4, нова. И ние треба да веруваме дека тука нема корупција. Кај што нема логика, има корупција. А овде, Бога ми, нема многу логика. Зато има корупција. И во случајот со оваа светицава што збореше за муши, и во случајот со овој со 14 испити, што има положено за 1 месец. Тотално нема логика. Ви реков на Бил Гейтс, на Никола Тесла да му кажете, ај сега задача ти е за 1 месец да положи 14 испити на било кој македонски универзитет. Имаме вие неколку така шугави, тамо, ама 14 да ги положиш. Ке се искака од страв. Ти рече, нема шанса, човек, шо ми збориш, бе, какви 14 испити на факултет за 1 месец? А нема таков факултет у светов. Не, ке му речеш. Билче, на Бил Гейтс ке му кажеш, Билче, не, има таков универзитет и факултет. Има кај нас, слободно дојди. Ама не, вика, како бе, 14 испити људи, па тоа само колку книги се. Па по една да читам, да земам од секој предмет по една книга да прочитам, па ја не можам у 2 дена да ги читам книгиве. Прво не можам, вика, за да ги положам у 1 месец, ќе ми треба претходно колку ќе ми треба да изгубам време. Колку? 6 години да ги прочитам сите книги, за да можам 14 испити да искочам и да ги испердашам вака да видат колку знам. Вика 6 години ќе ми треба да ги прочитам книгите. Ако сум толку гениален, по месец дена све сум прочитал, све знам и искачам у месец дена 14 пријава. Искачам на сите 14, брилирам. И добивам оценки. Не знам колку ова ви значи што го зборам, мислам на нашите политички фигури, без разлика од која партија се, не знам колку ви значи ова што го зборам. Не знам дали сте свесни за ова што го зборам, а свесни сте. Значи, целиот напор е во тоа само нешто да преземете. Ама не палиативна мерка, не андол, не андолче за овие метастази. Не. Коница со артилерија, со превртување на грб, ви кажав, со стап, со све. Иначе, отидовме у пропаст, одма можам да ви кажам, одма. Оти тој, корумпираниот и што корумпира, утре кој ќе дојде во позиција на моќ, мислите дека на таков му е проблем да подпише се што ќе му понудат? Мислите дека на таков му е проблем да прифати одредена цена за да направи штета на цела една држава или на цел еден народ? Така дојде до тоа. Кога ништожниците со купени дипломити доаѓаат на власт. За него нема граници у тоа што може да и цена за тоа што може све да направи за добри пари. Може све да направи. Ако ме разбирате што сакам да кажам. Толку.